дојде моментот да се извршат промени во Република Македонија и да завладее правата демократија во Република Македонија. Правите луѓе треба да дојдат на право место. Ќе се потрудиме што побрзо. Издржите уште 3 дена. Не останаа многу. 3 дена. Издржите од овие 3 дена и Македонија ќе ослободиме од криминалните банди. Работникот ќе си го добие своето заработено место, својот заработен труд и да биде платен секоја седмица, седмично, како Англија, Америка и другите демократски земји. Не да зима плата на 3 месеца еднаш, не. Секоја недела. Тоа треба да биде спроведено од нас, од коалицијата за промени и правда. Сите треба да се залагаме. Катастрофално образование за децата од најмала возраст, лошо здравство, голема невработеност, лошо земјоделие, недоволно искористување на природни ресурси, кочници во работење на големи фирми, мали фирми, предпријатија, државни институции, со притисоци кои се реалност во нашата држава. Зборувам за цело население кое замина од нашата држава без да добие шанса за нормален, убав или некаков среден живот, нормална плата со одветна работа. Лош спорт и треба ние да тргнеме од почеток да се справиме со сите овие неправилности кои некој, сакајки и мислејки само на користа за себе, ги уништил, односно ги довел. Еве го мојот пасош, еден и единствен македонски. Ги повикувам сите големи патриоти од ВМРО ДПМН да им кажат на граѓаните по колку пасоши имаат. Па потоа ќе говориме дали се работи за Македонија или за украдените 6 милиарди евра. На 11 декември сите ние ја имаме во наши раце моќта да пресудиме на овој грабеж, на оваа поделба, на оваа партиска окупација. Не заборавајте, почитувани, зад параванот сте сами. Вие, вашата совест и вашата мисла во каква Македонија сакате да живеете. На 11 декември ве повикувам сите, слободно и без страх, да побарате одговорност од оние кои ве обесправија, ограбија, заплашија и осиромашија. Гласајте за силата која ќе ја врати правдата во Република Македонија. Бројот 5 значи токму тоа. Не се плашете, режимот ќе падне. Благодарам. Подршката која ужива коалицијата за промени и правда меѓу народот е голема и таа ќе резултира со голем успех на изборите на 11 декември. Нашата подршка извира од народот, не извира од некакви други сили. Затоа, мислам дека таа подршка ќе ги доведе промените во Република Македонија кои толку ги посакуваме сите. Нашата борба не е борба само да се порази злосторничкото движење, за која со сигурност ви кажувам дека ќе биде поразено. Нашата борба е да го поведеме народот и никој пат повеќе во Македонија да не дозволиме да ни се повтори некој нов Груевски. Од тука ги повикувам сите граѓани на Република Македонија во што помасовен број да излезат на 11 дента. Да излезат што е можно во поголем процент, бидејќи поголемиот процент ни дава сигурност дека нема да има манипулација, односно ќе бидат тие манипулации сведени на минимум. И уште нешто да ви кажам. Доколку до 18 часот Груевски и неговата фамилија има сигурност и гаранција дека ќе излеземе повеќе од 60%, тие веќе во 21 часот ќе излезат и ќе прогласат победа. Меѓутоа, доколку веќе во 18 часот имаат информации дека таа бројка е повеќе од 65%, бидите сигурни дека во 19 часот ќе ги спремат своите куфери за бегање. Меѓутоа нема каде да избегаат, ќе ги вратиме назад, ќе ги вратиме на местото кое што заслужуваат. И затоа, почитувани, излезете масовно на 11 декември, излезете масовно да го дадете својот глас, дајте го гласот за бројот 5, за коалицијата за промени и правда,
Бројот 5 гарантира благосостојба, сигурност, правда, мир, промени и правда. И затоа, почитувани мои, за победа и успех на коалицијата за промени на 11 вечерта да се собереме во уште поголем број и заеднички да прославиме победата над режимот кој што веќе е паднал. Сакам да објавам дека над 6 милиарди евра ќе ги вратиме назад во Македонија, ќе ги вратиме на граѓаните на Република Македонија. Тие се нивни пари. Дајте ни подршка затоа што знаеме како да се справиме со тие што не прислушуваа, со тие што навлегуваа во вашиот приватен живот, тие што ги кршеа изборните правила, што ги полнеа кутиите, тие што стотици милиони евра однесоа од Република Македонија, тие што договараа провизии од 15 или 20 милиони евра. Знаеме со нив како да се справиме и знаеме што со нив. Веќе го отвориме бизнис центарот во Идризово и таму ќе ги пратиме. Ви ветувам, тоа ќе го направиме. Кажете каде е логиката и натаму нашите работници да бидат експлоатирани од странски успешни компании. Затоа сакаме тоа да го промениме и нашите домашни компании кои што ќе отварат фабрики, кои што ќе создават нови капацитети, тие да имат подршка, тие да вработуваат, тие да отварат нови работни места за нашите млади да останат овде во Република Македонија. Без промени нема правда, нема да има ниту одговорност. Ако сакате да има правда, тогаш подржите ме, дајте го гласот за коалицијата за промени и правда, дајте сите заедно да ја градиме оваа наша Македонија. Македонија да биде модерна европска држава. Да сте живи и здрави сите, да живее Скопје, да живее Република Македонија.